Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за класификација на јаглехидрати. Како што спомнав во претходното видео, јаглехидратите можеме да ги дефинираме како полихидроксилни алдехиди или кетони. Колку за подсетување, вака изгледа алдехидна функционална група, вака изгледа кето функционална група. Тие јаглехидрати кои содржат алдехидна или алдехидни функционални групи припаѓаат во групата на алдози. Тие кои имаат кето функционални групи се во групата на кетози. Вред, значи тоа е една поделба на јаглехидратите. Друга поделба е да тие ги поделиме на прости и сложени. Каде што прости јаглехидрати генерално се мисли на моносахариди, додека под сложени јаглехидрати се мисли на олиго и полисахариди. Моносахариди се тие јаглехидрати кои содржат една алдехидна или кето група. Нормално при тоа тие се всушност полихидроксилни алдехиди или кетони. Нели, ако содржат алдехидна или кето група, а при тоа не се полихидроксилни, тие не се јаглехидрати. Океј, значи прилично логично. Сега, олигосахариди пак се тие јаглехидрати кои содржат од 2 до 20 алдехидни или кето групи. Или пак можеме да гледаме на следниот начин. Олигосахариди се тие јаглехидрати кои содржат од 2 до 20 моносахарида или моносахаридни единици. Во ред? Додека пак полисахариди се јаглехидрати кои содржат над 20 алдехидни или кето групи и при тоа нели се полихидроксилни, или пак можеме да ги гледаме на следниот начин. Полисахариди се јаглехидрати кои содржат над 20 моносахаридни единици. Во ред? Се надавам не ве збунив овдека, додека зборев. Значи, ако треба, вратете малце и слушнете го пак истото. Во ред. Ајде сега малце да се задржиме повеќе на моносахаридите. Моносахаридите понатаму можеме да ги поделиме врз база на тоа колку С атоми содржат. Океј? Значи, ако содржат 2 С атома, тоа би биле биози. Ако содржат 3 се триози, ако содржат 4 се тетрози, ако содржат 5 тоа се пентози, ако содржат 6 се хексози, 7 хептози. Или пак во еднина хептоза, хексоза, пентоза и така натаму. Во ред? Сега, овдека имаме некои примери. Имаме јаглехидрат кој содржи 1, 2, 3, 4, 5 С атоми, значи тоа е пентоза. Во ред? При тоа забележуваме дека има и алдехидна функционална група, затоа можеме да кажеме дека ова е алдопентоза. Во ред, значи овој овдека јаглехидрат е алдопентоза. Тривијалното име за овој конкретен јаглехидрат е рибоза. Сега, ќе забележите дека јаглехидратите си имаат и тривијални имиња, кои нема никаква хемиска значајност, така например деоксирибоза, глукоза, маноза, галактоза и така натаму, него тоа се имиња кои луѓето ги користеле во минатото пред да се знае воопшто структурата на соединението. Во ред? Имињата останале. Тоа се тривијални имиња кои ги имаме насекаде во органска хемија. Едноставно ќе мора да се научат тие кои се најчести. Во ред? Океј. Ајде сега да продолжиме. Гледаме дека и овој јаглехидрат е исто како претходниот, значи има 5 С атоми и има алдехидна кето група, значи е алдопентоза. Само што има малце поинаква структура. Значи овде нема ОХ, односно фали еден кислороден атом, значи фали оксиген, така кислороден, затоа е деоксирибоза. Претходното беше рибоза, сега е само деоксирибоза. Во ред, следниот пример е глукоза. Сигурно сте запознаени, сте слушнале за глукоза. Глукозата има 1, 2, 3, 4, 5, 6 јаглеродни атоми, значи е хексоза и при тоа има алдехидна група, затоа е алдохексоза. Во ред, слично со манозата, само што нормално има некоја си поинаква структура. Гледаме дека овде ОХ е од левата страна наместо од десната. Сега ќе се рече тоа нема врска, само сврти го вака,
Тоа е се исто, но ќе говориме во наредното видео дека всушност е битно дали го бележиме од левата или од десната страна. Следно имаме галактоза, што е релативно слично, може да забележите која е разликата, и за крај имаме фруктоза. Се забележувате дека фруктозата нема алдехидна група, него има кето група. Поради тоа, ова е кетохексоза. Но најголем дел од јаглехидратите, поточно моносахаридите кои ги сретнуваме во организмот и во живите системи, се алдози. Значи најголем дел имаат алдехидна функционална група, многу поретко сретнуваме кето. И од овој пример, како што видовте, овие се пентози, овие се хексози. Скоро сите се алдози, ако гледаме по функционалната група дали имаат алдехидна или кето, само една беше кетоза, односно беше кетохексоза. Океј? Ајде сега да продолжиме да се понатаму. Јаглехидратите, барем моносахаридите, може да ги бележиме на два начина, односно ги цртаме на два начина. Еден е преку Фишерови структури, друг е преку Хауърдс структури. Значи еден начин на представување е Фишеровиот начин, или пак постои, кој многу почесто се користи, Хауъртовиот начин на представување. Океј, друга разлика која можете да приметите овдека на цртежов е дека овде најлево јаглехидратов, односно моносахаридот, е представен линеарно. Океј? Но, во биолошките системи, најчесто јаглехидратите циклизираат, така што се добива следнава структура. Ова е истото. Океј? Само представено преку Фишерови структури или Хауъртови структури. И ќе говорам во понатамошни видеа како всушност ова се случува и зошто. Друго нешто што треба да знаете, дека од наредните неколку видеа па натаму, најчесто јаглехидратите ќе ги бележам во нивната циклична форма, користејќи Хауъртови структури. Океј? Односно начин на прикажување. Уште една класификација која може да се направи на јаглехидратите, односно моносахаридите, е да ги поделиме на D и L јаглехидрати, односно моносахариди, и на алфа или бета. Сега, нема да навлезам во детали во ова видео, што значува тоа, едноставно ќе ви покажам преку пример, па во наредното видео ќе објаснам што всушност се случува. Ако ОХ групата на дадениот моносахарид на првиот С атом се наоѓа под даденава рамнина, ако јаглехидратот е представен преку Хауъртови структури, тоа е алфа јаглехидрат, односно моносахарид. Ако се наоѓа над даденава рамнина, е бета. Океј? И тоа е се што треба да знаете моментов. Сега за D и L, како што ги цртаме вака по договор јаглехидратите, користејќи Фишерово представување, ако ОХ е нацртана на десна страна, тоа е D јаглехидрат, односно моносахарид, ако е нацртано на левата страна, тоа е L. Сега во наредното видео ќе објаснам што баш ова значи, дека не е баш вака едноставно како што го кажав, но за сега толку нека ви биде. Океј? Значи толку треба да знаете. Овде сега има примери за најразлични моносахариди, и тоа се алдози, океј, и представени преку Фишерови структури. Гледаме дека првиот јаглехидрат, односно моносахарид, кој има 1, 2, 3 С атоми, кој е всушност триоза, и односно е алдотриоза, е глицералдехид. Некои литератури не го сметат ова за моносахарид, и тие литератури сметат дека треба да имаш барем 4 и нагоре, нели јаглеродни атоми, при тоа да е полихидроксилен алдехид или кетон, за да биде моносахарид. Океј? Значи во некои литератури ова не се смета за моносахарид, треба да има барем 4. Така што следниве би биле моносахариди во тие некои други литератури. А тоа е се следниве, значи треоза, еритроза. Бидејќи имаат 1, 2, 3, 4 јаглехидратни атоми, се полихидроксилни, океј? Имаат алдехидна или пак кетогрупа, во овој случај имаат алдехидна, и тоа е моносахарид. Еритроза, така и понатаму ова можеме да го разградиме на рибоза, арабиноза, ксилоза, ликсоза, алоза, алтроза, глукоза, маноза, гулоза, идоза, галактоза, талоза, и ова се само некои од моносахаридите. Во биохемија, барем на анимална клетка, најчесто ќе ви треба глицералдехид, еритроза, рибоза, глукоза, маноза,
галактоза, другите скоро и да не се среќаваат. Еве, ксилоза имаме, таа исто така ја сретнуваме. Но поголем дел од другите јаглехидрати најчесто ги среќаваме кај растенија. Во ред? Овдека имам повторно пример за некој објаснување за D и L јаглехидрати. Океј, значи ова е L, ова е D. Повторно, како што спомнав, не навлегувам во оваа проблематика во ова видео, ќе говорам во наредното видео. И за крај, овдека барем за моносахаридите, имаме примери. Глукозата дека е алдохексоза, фруктозата е кетохексоза, рибозата е алдопентоза. Океј, и тоа беше главното што требаше да го спомнам за моносахариди, барем во видеово за класификација. Олигосахаридите, како што спомнав, имаат од 2 до 20 алдехидни или кетогрупи и при тоа нели се полихидроксилни или пак како што реков можеме да сметаме дека имаат од 2 до 20 моносахариди, односно моносахаридни единици. Сега ако имаат 2 моносахаридни единици, во тој случај тој олигосахарид го нарекуваме дисахарид. И тие се најчестите олигосахариди. Најчесто се дисахариди. Но теориски, нели, имаме и 3, и тетрасахариди, и пента, и хекса и така натаму. Се до 20 моносахаридни единици. Сега, ако има над тоа, веќе како што реков, стануваат полисахариди. Инаку некои примери за олигосахариди, кои што спомнав најчесто се дисахариди, се сахароза, ова е шекерот кој го имаме дома, така кој го ставате во кафе и слично. Лактоза, ова е шекер кој го има во млекото, и еве друг пример малтоза. И овдека е напишано од кои два моносахариди например се изградени. Сахарозата е од глукоза и фруктоза, лактозата е од галактоза и глукоза, малтозата е од глукоза и глукоза. И при тоа моносахаридните единици се поврзуваат преку 1,4 поврзување, односно првиот јаглероден атом од едниот моносахарид со четвртиот јаглероден атом од другиот моносахарид. Овдека молекулата е флипната, така што може да изгледа збунувачки, така што бидело 1, 2, 3, 4. Кај малтозата е малце поочигледно, значи 1 со 4. 1, 2, 3, 4. Затоа ќе говориме понатаму некое си следно видео, значи не се замарајте сега дали го разбравте ова или не. Сега малце да ги разгледаме полисахаридите, кои спомнав дека имаат над 20 моносахаридни единици, и како што имам забележано, тие може да бидат разгранети или неразгранети. И најчести примери се целулозата, така, која имаме во клеточниот зид на растителните клетки. Имаме скроб, кој е најчеста форма на полисахарид, кој го складираат растенијата, и гликоген, тоа е полисахарид кој го имаме ние например во хепарот, во мускулите. Во таква форма го складираме вишокот на шекер, односно глукоза. Следно нешто што можеме да го приметиме е дека целулозата е изградена од моносахариди на бета глукоза. Како што спомнав претходно, бета глукоза беше кога ОХ групата на првиот С атом се наоѓаше над рамнината користејќи Хавартови перспективни формули, односно проекции. Во ред? И поради оваа причина ние всушност не можеме да разградуваме целулозата, бидејќи немаме ензими кои разградуваат бета 1,4 гликозидна врска. Ние разградуваме алфа 1,4 гликозидна врска. Океј? Таква е, например, таа кај амилозата, амилопектинот и гликогенот. Значи кај скробот, кој изградува од амилоза и амилопектин и гликогенот, имаме алфа глукоза која е најчеста во природа. Океј? Значи ОХ групата се наоѓа под рамнината користејќи Хавартови перспективни формули. Сега амилозата, например, има само 1,4 гликозидна врска. Значи помеѓу првиот атом од едниот првиот јаглероден атом од едниот моносахарид и четвртиот од другиот. Додека кај амилопектинот имаме освен 1,4 и 1,6 гликозидна врска. 1,6 овозможува разгранување. Значи ако имаш повеќе моносахариди на следниот начин, они кога градат една вака линија на видум, се поврзуваат преку 1,4 гликозидна врска. Во случај кога имаме 1,6 се јавува разгранување. И од кога ќе се јави разгранување, понатаму повторно се тера 1,4. Значи овдека е 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. Овдека сега имаме, не знам, со розова боја 1,6 и сега повторно има 1,4, 1,4, 1,4 и така натаму. Океј, значи овие понатаму повторно си се 1,4.
И сега ако овдека повторно сакаме разгранување, повторно треба 1-6. И овдека сега повторно 1-4, 1-4, 1-4, 1-4 и така натаму и така натаму. Океј. Значи 1-6 гликозидна врска овозможува разгранување и тоа го имаме кај амилопектинот. Сега интересно е да заприметите дека разгранувањето се случува на секој 20 субединици, односно моносахаридни единици. Додека кај гликогенот е релативно исто како кај амилопектинот, само што разгранувањето е на секој 10 моносахаридни единици, значи многу почесто, дупло почесто. Поради тоа во помал простор може да се содржат повеќе моносахаридни единици, односно покомпактен е гликогенот наспрема амилопектинот. Океј. Иначе интересен факт за гликогенот, не го користиме само ние, нели во хепарот и мускулите, него го користат и фунгите, односно габите. И во тој поглед габите се всушност поблизу до животни него до растенија. И тоа беше главното што требаше да го спомнам во поглед на класификација, нели, на јаглехидратите, најразличните поделби кои можеме да ги направиме. Нормално постојат и некои други поделби, например, дали брзо се дигестираат јаглехидратите, така што имаме брзо или споро дигестибилни, дали го зголемуваат многу инсулинот, односно колку е гликемичниот индекс, например лактозата го зголемуваат доста инсулинот, а дали се благи или не, например фруктозата е најблагата, и така натаму и така натаму. Но оваа поделба, оваа класификација на јаглехидратите која објаснив, е таа што е најчестата и таа што е на некој начин најбитната од опсегот на биохемија и органска хемија. И уште едно нешто што мислам дека не го напоменав е дека во некоја литература дисахаридите се вметнуваат како прости, нели, јаглехидрати. Но тоа е зависно од литература до литература. Океј. Тоа беше генерално се за ово видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.